Сега сме во живо на Facebook и може да почнете. Добар ден на сите. Благодарам на присуството и ви благодарам што се приклучивте на оваа панел дискусија на која што ќе разговараме за предизвиците на младите предприемачи во послово развиените региони. Јас сум Филип Милковски, регионален советник на проектот ЕУ за економски развој, поддржан од Европската унија и спроведен од ГИС. Со мене денеска имам чест да имам Сара Тодоровска и Андреј Петковски, што ќе дискутираме на одредени теми, меѓутоа пред да почнеме со дебатата, би сакал неколку технички информации. Наставно знаете дека се снима. Има по самиот настан е предвидено да трае 1 час и доколку некој од присутните и овде и онлайн сакал да постави прашање, може да слободно да не прекине ова интерактивна сесија и не е замислена ние да збориме, вие да слушате, туку би сакале баш да отвориме дебата. Втора работа што сакам да ја напоменаме дека сакам да се заблагодарам пред се на Стартап Македонија и на националниот координатор за глобалната недела на предприемништво. И пред да продолжиме со дебатата, би сакал да ја поканам Симона Чаминска со едно кратко видео обраќање да ги поздрави и овде присутните и присутните на онлайн настава. Може да видео. Почитувани домаќини на глобалната недела на предприемништвото во Македонија, Стартап Македонија, почитувани партнери на глобалната недела на предприемништвото и почитувани гости. Моето име е Симона Чаминска, националниот координатор на оваа иницијатива, основана од глобалната мрежа на предприемништвото во Македонија. Ми представува особена чест и задоволство да ви се обратам со поздравен говор и да ви посакам успешен настан, но и да ве поканам да ги проследите содржините кои ги избравме за вас оваа година и ги представуваме како понуда на екосистемот за поттикнување и унапредување на предприемништвото во Македонија. Глобалната мрежа на предприемништвото е најголемата светска мрежа која оперира со проекти и платформи во над 180 држави во светот, кои пак поттикнуваат развој на бизнисите со една единствена цел – основањето и водењето бизнис да биде едноставно и достижно секому и секаде. Една од најпознатите иницијативи или програми на оваа мрежа е токму глобалната недела на предприемништвото, која се празнува во текот на месец ноември од страна на 180 држави, каде партнери организираат над 40.000 активности, што пак обединуваат над 10 милиони луѓе. Оваа година глобалната недела се одржува од 8 до 14 ноември. Стартап Македонија е домаќин на оваа иницијатива од 2018 година. Тогаш започнавме со само еден настан, за да стигнеме до 14 во 2019 и дури 45 во 2020 година. Оваа година на агентата имаме активности од приближно 40 на партнери од академската и граѓанската средина и приватниот сектор. Верувам дека ваквите иницијативи што го обединуваат екосистемот во насока на создавање нови партнерства, отворање на нови полиња за соработка и промоција на најпознатите проекти и активности на партнерите се само чекор поблизу до хармонизирање на соработката на сите општествени чинители во насока на подобрување на условите за создавање и водење бизниси во Македонија. На овој начин ја позиционираме Македонија во друштво на најбрзо растечките екосистеми што нудат разни типови алатки на предприемачите за нивна промоција, мрежување и поттикнување за освојување на нови пазари. Дозволете ми да ви се заблагодарам за вашиот интерес за поддржување на иницијативи од овој вид, како и за вашето внимание и да истакнам дека се надевам дека оваа недела ќе биде исполнета со содржини преку кои ќе можете да остварите нови контакти, да размените идеи кои во иднина ќе ви донесат уште поголеми успеси. Ви посакувам успешен настан. Благодарам, Симона. И благодарам уште еднаш на сите што се вклучивте овде, што имаме шанса да продискутираме за една тема за која што јас лично сметам дека е круцијална за развој на сите послово развиени економски региони, тоа е предприемништвото кај младите. Чисто како вовед само, ќе дадам одредени пар факти кои што мислам дека се битни за натамашниот дел од дебатата. В принцип,
нашата болка како држава и како регион најголема е тоа дека има одлив на млади луѓе кои што се спремни да кои што се имаат вештини да работат и тоа од одредени причини, економски најчесто, одлучуваат да мигрираат во регионите. Тоа е негативниот дел, но има и позитивен дел, има млади луѓе кои што останале овде и кои што започнале свој бизнис и кои што прилично успешно со сите предизвици се бават. Кога збориме за млади луѓе, по дефиниција збориме за дека до 34 години се млади луѓе. Таа дефиниција не мора ништо да значи, со бизнис може да се почне и на помлади години, на постари години. И да патот на предприемачот по природа секогаш започнува од помлади години. Сега во тој контекст и Сара и Андрей имаат изоден одреден пат и се тука да практично ни пренесат одредени пораки, кои што мислам дека може да стигнат и до пошироката јавност, а особено до помладите. И од таа причина сакам да ја најавам Сара Тодоровска, која што е генерален менаџер на Hunters Life, тој дом за стари лица, кој што е практично стартап, кој што е релативно успешна приказна од бизнес аспект. И уште еднаш да напоменам дека и поздравам пред се тука сите присутни што дојдоа, дека ова е отворена дебата и доколку некој се почувствува заинтригиран да постави одредено прашање, слободно можете да кренете рака и да прекинете да дадете свој коментар и сугестија. Сара, имате ли вие ваша порака до младите луѓе, оние што сакаат да почнат со бизнис? Практично која беше причината вие да почнете со бизнис и дали имате некоја порака до младите луѓе? Од ваше лично искуство, да речем, не мора да биде тоа. За да почнеме со собствен бизнес, натера да се докажеме пред себе и пред другите, дека имаме идеја, енергија и умеење да успееме, да најдеме начин да ја оствариме. Треба да започнеме социјален бизнес, како не може пришираме нега на стари немојни улици. Одговорноста е огромна, ама на сметката на корисниците на станарите уште поголем мотив за да продолжиме понатаму. Дома се наоѓа во чиста природа, во зеленило. Тоа дава уште позитивна енергија кај корисниците наши. А тоа нивната насметка ни дава уште поголем стимул и не оправдува да продолжиме понатаму. Работи за емоционално чувствителни лица, ранливи категории на луѓе, кои не може сами да се држат од себе, од различни причини, да им се помогне на нив и на нивните најблиски, прават со много на самата животна ситуација, за нас е многу хумано нешто и човек. На социјален аспект. Така. Тоа е голем предизвик и мотив, се обидам да пливаме во тој дел. Само тоа знаеш дека помогаш на некој. Сигурно беше тешко да се почне. Многу тешко, да, ама обрадувачки што сега еден од најголемите домови во Македонија. Да. Со најголем време корисници може да уште поголемите на корисници. Мислиш дека тоа може да предизвика млади луѓе да размислуваат за свој бизнес и да ги... Да. Само сите треба да има идеја и работа, како правилата е стимул за да успее. Да. Сара, со време најави дека заради претходни обврски мора во 10:30 да ја напушти дебатата, меѓутоа јас ти се благодарам што дојде и што доколку треба да додичме да спомнеме, тоа би ни било драго и да останеш сега до тебе. Благодарам на сите, на дебатата. Андрей, кога збориме за храброст, ја не знам многу луѓе во регионот кои што биле доволно храбри да почнат одреден бизнес. Андрей Петковски е собственик на винарија Кокино, не знам дали веројатно дел од вас ја знаете. Јас пред неколку месеци имав шанса да поминам да видам како изгледа тоа. И нема да збориме за тоа колку е стварно добро виното, меѓутоа ќе само кажам дека треба да се проба. Треба да се проба, дека во рамките на винаријата има и угостителски објект кој што односно сместувачки капацитет кој што е исполнет 90 и над 90% во текот на летни месеци, што значи дека бизнисот расте. Андрей, беше ли тешко да почнеш со бизнис
И која е твојата порака во сите што сакаат што се Така, фала пред се на поканава, баш ми е мило што сум ваш гостин, искрено. И што е тука во Паланка. Видите, пред се мора да кажам дека винаријава е семеен бизнис. Значи, самата компанија повеќе од 30 години, значи моите родители се занимаваат со приватен бизнис уште од 90-тите години. За времето на моите студии одлучивме да се започне некаква голема инвестиција за нас лично на производство. Идејата секако беше на таткоми, за да се започне производство, видите че суровините се толку достапни во Македонија, а се толку неискористени на некој начин. Што беше некоја првична идеја производство на вин. Тој концепт во тој период беше замислен како производство на само високо квалитетни вина со грозија од нашиот регион, Кумановски регион, пошто тоа се одликува со посебни карактеристики кои се доста поразлични од она што сме навикнати во Тиквешкиот регион и во другите региони во Македонија. Така го почнавме тој бизнис со некои скромни количини 20-30 флаши беше концептот за производство во тој период. Меѓутоа, склоп на околности и начин на производство за некој, да не кажам, десетина години, вкупното производство надмина околу 1 милион литри на годишно ниво. Тука имавме надминување на нашите очекувања, но сепак замислата на целиот концепт беше сосема друго, производство на високо квалитетни вини. Идовме лично ние на еден доста голем проблем, како сите што го имаме во една затворена економија, продажба и пласман на тие вина. Нормално се одлучивме да го бараме патот надвор од Македонија. И секако прво во регионите кои што е најпознато македонското вино, бившите југославенски простори, успеавме и најдовме пласман за сето тоа. Но потикот да направиш нешто подобро и поубаво не потикна да размислуваме на нешто друго. Тоа е ова што вие го спомнавме, дека во самиот склоп на винаријата изградивме сместувачки капацитет пред неколку години и сега се уште го изградува, се надам дека ќе биде брзо. Тоа е ресторан сали за дегустација. Идејата за сето тоа е всушност додавање на дополнителна вредност на производот кој го произведува, односно да се заработи повеќе со подобар квалитет. Тоа е тоа предприемачкото што работи кај нас за да направи нешто подобро, за да има подобар бенефит. Колку години имаше тука во почнат бизнес? Винаријата кога ја почнавме, јас бев пред крај на студии, 21-2 години, така, сепак јас сум машкото у семејството, нели традиционално така иде, така ги решававме кај нас, со одлука, со компромис, со договор со татко ми, нели, дали продолжил да го работам тоа или нели, да си патам патот во странство или некои други институции да се бара работа. Јас уште тогаш се решив дека сакам сам да работам и да се трудам да се направи. Мислиш дека треба да имаш посебни вештини некакви за тоа да правиш или тоа едноставно да имаш напред да го немаш? Видите, вештина за правење на вино се учи. За вештина за водење на бизнес и тоа се учи со тек на секојдневните проблеми, доаѓаат проблемите, тие се решаваат, некогаш учиш на своји грешки, некогаш на туѓи, меѓутоа мора да се спремен на себе. Тоа е суштината и мора да си истраен. Да, и да размислуваш, да донесеш правилно одлука. Која била твоја една порака во сите млади што сакаат, ако си, да речеме, се обраќаш на публика од околу 20 на години, кои што се размислуваат дали ја почнат бизнес или не, една порака ако треба да им пратиш, која е да била? Сега, кратка порака во моментот не може да ми текне да кажем со 2 збора, но вака, мора да знаеме што размислуваат сега овие од 20 години, дека доста е популарно сега заминување од државата. Дека надвор секогаш е подобро од дом. Пред се мислам дека тоа е, според мене, како млад човек, дека не е тоа токму така. Не е секогаш финансискиот момент одлучен и не треба, според мене, да биде одлучен за тоа како ќе го одлучиш твојот животен пат. За да започнат бизнис, ако сакаш да успеш во нешто, секој дека мора да вложиш многу труд и енергија. Сега, ако вложуваш кај себе дома, мислам дека на подолг пат поисплатливо и подобро ќе биде тука да се започне нешто, пошто
искрено имаме и ресурси, имаме и инфраструктура на некој начин за сето тоа, само што може би патот е и малку потежок, но бенефитот со тек на време ќе се стигне. Јас додека се подготвував за оваа сесија, прочитав неколку интересни информации, а тоа е една од нив ми остана лежана тоа дека најголемиот дел од стартапите, од бизнисите попаѓаат во 3 години. Како беше првите 3 години кај вас? Напорно, тешко, видете зошто. Секогаш немаме идеја, може би тоа е нашиот, мора да пред се да бидеме само критични спрема на самите. Секогаш кога правиме некој бизнес план, искрено во помали, кога сега не зборувам за некои големи инвестиции, каде што се големи корпорации, секој дека тие прават многу поголеми анализи и попрецизни се во предвидување. За разлика од сите помали, да кажеме вака, фамилијати, семејни бизниси, секогаш сме многу по-оптимистични во стартот кога сакаме да почнеме и секогаш размислуваме многу по-позитивно. Го гледаме она што сакаме да го видиме во иднина. Истото се случи вајде и најверојатно и кај нас. Може би не добра анализа за тоа каде и како може да биде продаден тој производ. Се најдовме во ситуација да имаме добар производ, а немаше кај да се прода. Но видите, кога ќе имаш и таква ситуација, и таа мора да ја решиш на некој начин. Кога не можеш дома, ти идеш во Скопје, ти идеш ако не во Охрид, и секогаш има решение на некои работи. На некој начин па сето тоа те мотивира уште повеќе и да размислуваш и да се вложиш самиот себе. Успехот ти си дојде, може би не во периодот кога се планира, може малку покасно, но Има малку така провокативно прашање, доколку пак треба да почнеш бизнес. Дали пак би го избрал Куманово за свој бизнес? Или Североистокот како регион? па видите, би го избрал пред се. Сега после 20 години нели на искуство, да не кажам, во водење на бизнес и работа во сопствена компанија, и гледаш и предностите и недостатоците. Мора да се нагласи што работа, нели, пред се. Винарството е многу и чудно и многу луѓе се зачудени кои ќе слушнат Куманово како винска дестинација, меѓутоа тоа опште не е чудо, него само што не е испромовира. Сега, дали би повторно во североисточен регион? Да. Бидејќи еве наш како дополнителен дел е сега развој на туризам. Видите, кај нас искрено во североисточен плански регион има толку многу потенцијал секогаш во тоа. Искрено јас бев изненаден и самата идеја кога почнавме, не очекував таков тип на гости што после може да продискутираме за тоа. Значи има голем наплив, еве, Крива Паланка е погранично место, исто како Куманово, има многу луѓе транзит, кои ние всушност кога живееме тука не ни гледаме дека луѓето поминуваат. Но дури кога ќе отпочнеш нешто, дури тога гледаш и потенцијалот на ресурси. Да го напоменам Кокино, затоа што го и носиме името на винаријата, според обсерваторијата. Мислам дека повторно тука би. Едно прашање, дали ви е заштитено името? Се уште не. Да. Се уште Значи, не, ама не треба да, тоа е малце. Работа што треба да се заврши. Да, од тој аспект гледано, добивате ли поддршка од одредени организации и институции, помош во форма на менторска помош, во форма на експертска помош, во форма на помош за одреден бизнес процес да се реализира, например, заштита на интелектуална собственост? Неверојатно искрено јас немам многу искуство со такво. Дали сте побарале помош? Тоа е проблемот што искрено немам ни побарано и нели сега многу е некоректно да кажам не постои помош, ако јас лично немам побарана помош, неверојатно и немам потреба до сега за такви работи. Имам преку Министерство за земјоделие, например, друг тип на помош во врска со производство и консултантски услуги за помош во производство. Такви работи имам користено помош, консултации на експерти на такви работи, меѓутоа за ваков друг, пошто се уште сум нов, да кажеме, во овој туристички оддел, така да. Немам искуство нешто за да споделам со луѓе. Добро, јас како што кажав и на почетокот, покрај тоа што овде имаме драги присутни собственици на компании и бизниси, истото се однесува и на хибрида на настанот на публиката онлайн, доколку има некакви прашања во чет секцијата,
ќе молам да ми суфлирате, да ги поставиме до Андреј или до мене. А во меѓувреме ја би искористил шанса да прашам дали некој од публиката може би сака да сподели своје искуство за почетоците за водење бизнес, или може би има некој прашање до Андреј и до мене, или ние да си продолжиме како што сме планирани. Ако има некој слободно дигнете рака, можеме да прашање во четвртиот няма. Не? Нема. Да. Окей. Андреј, има 4 фази во кои што кога се почнува бизнес, сега споделаме тие се универзални фази. Таа гестацијска фаза, првата што ја ви кажа, таа е 3 години или 4, зависно од индустријата и зависно од бизнисот. После тоа прераснува во одреден стартап, па влез на пазар и ќе влезеш на пазар, после сакаш, као секоја компанија сакате да расте, сака да секоја компанија постои за профит. Јас мојата дилема е најчесто се сведува на тоа кога ќе дојдете во, значи кога ќе дојдете во позиција да растете. Дали се соочувате со проблем од типот на човечки ресурси? Дали се соочувате со проблем од финансирање на одредени маркетинг активности? Дали се соочувате со генерално проблем од аспект на ресурси? И дали тоа ве стартира на некој начин да растете? Така, видите, па повторно ти кажам, мора да се појдам од мојот сектор. Ние како гранка, ние немаме наше лично производство на грозде, што всушност во принцип тоа е захтевно за работна снага. Но сработуваме со фирма во близина, тоа се земјени пријатели кои имаат преку 100 хектари, тоа е огромна површина со производство од над 2 милиона килограми грозде. И тие се соочуваат со проблем од работна снага, да не кажем во последните 5-6 години. Така, какви си. Сега тука може да се гледа, не знам, може да биде тоа системски проблем, може да биде проблем кој може сам да се решава. Во тој дел на производство кој што е захтевен за работна снага, секогаш има начин како да се реши тој модел. Нели, сето тоа е со автоматизација, со инвестиции во машини, што еве, спорам во име на нашите пријатели во лозарството таму што се, го имаат на некој начин, веќе го надминуваат тој проблем со човечки ресурси. Нели, постојат и машини за берби на грозде, секако дека тоа се премногу скапи машини. Меѓутоа мора, нели, доаѓа септември, мора гроздето да се бери и мора да најдеш начин како тоа да се реши. Ние лично кај нас во винарија, уште од самиот почеток, можеби тоа најчесто беше моја иницијатива, самото производство, инсталацијата на првите процесни машини што се во винаријата беа некој базичен основен модел каде што многу повеќе беше захтевно за работна снага. Сил. Со текот на времето, искрено, да не кажам, скоро целиот профит што го остваруваше компанијата го вложувавме во машини, во автоматизација на самото производство. За нас лично производството иде периодично, односно нели септември, октомври е берба, тогаш се наоѓаат луѓе во секој случај за помош, тоа се физички работници, меѓутоа после во текот на годината кај нас има предучување на вина и флаширање на вина, каде што тој дел, поготово флаширањето на вина е доста захтевен или за луѓе или за машини. Ние тоа го решивме со инвестиции во автоматизација на тој процес. А што се однесува до делот на ресурси за финанси, секако дека секогаш има проблем за тоа. Искрено, банките кај нас, поготово за фирми кои се стартапи, нели ги знаеме правилата, со први 2 до 3 биланси од први години, е многу тешко за финансирање. Сега, искрено, не знам, постојано се менуваат, нели, работите и во банкарскиот сектор. Мислам дека за компании кои се со подолга историја, нели, кои сега го мора да имаат позитивни резултати во минатите години и не е толку голем проблем финансирањето, мислам дека е поголем проблем тука се наоѓаат фирми кои се стартапи во првите неколку години. Поради оние завршни сметки, документите кои се неопходни, тие правила што постојат во банкарскиот систем.
Во овој контекст ми дозволиш кратко да поговориме за финансирање на одредени бизнеси на институционално финансирање. Значи, знаеме тие традиционални, но има и не толку познати. Тоа е тоа зашто треба да дискутираме всушност Практично сега, кои што се на располагање и на младите, и на сите. Така, и сите тука да имаме некој бенефит од разговорот што го водиме, не? Да, би искористил можноста да, иако делот, мислам ти лично и делот публика тука знаете за проектот EU for Economic Growth, проект кој што на кој што јас лично работам, кој што се однесува точно на обезбедување поддршка на компании од североистокот, и тоа имаме неколку филтери. Еден од главните филтери е поддршка на млади предприемачи. И тука имаме, да речеме, посебен фокус, и кога во текот на моето работење секојдневно во североистокот ние се среќаваме со компании, и тоа пробуваме да стигнеме до она публика млади луѓе кои што имаат можност да искористат одреден потенцијал, дали е тоа наследство од фамилијарен бизнес, дали е одреден ресурс кој што семејството го поседувало, дали е тоа некоја причинско-последска врска повезана со диаспората, најчесто и кај нас диаспората, посебно во североистокот, и тоа генерално во цела Македонија, така. Има силни врски со семејствата, и ние како се зборам како проект се обидуваме таа жица да ја држиме, да успееме да воспоставиме една платформа на чинители во целиот екосистем, бизнес екосистем, затоа што на располагање сега нема, и тоа во текот на следните неколку месеци ќе дојде една грантова шема за конкретно за поддршка на такви компании. Јас се надевам дека дел од тие компании ќе успеат да искористат можноста да аплицираат и да развијат, да речеме, некој бизнес кој што става Ландери да развијат. Мојата перцепција за младите во регионот е дека противно на сите други е дека постојат многу е попозитивна од генералната перцепција. Че младите во регионот имаат на располагање доста ресурси, имаат на располагање прилично убава животна средина за живење, и тоа со дигитализацијата и со особено после ковид ерата, кога се сфати дека може да се работи од било кој свето. Да. Македонија станува прилично интересна земја и за ние дигитални номади. Привлекува одреден број на млади луѓе кои што живеат, се виделат тука, само затоа што ресурсите се на располагање. И сега во целиот тој екосистем ние и како од страна на донор ГИС и од страна на, речеме, со нашите лични искуства помагаме да се направи една цела, вака да речам, нова структура на луѓе со кои што ќе успееме да на некој начин ги задржиме младите предприемачи кои што размислуваат предприемачи, кои што можеби и не се предприемачи. Некојаш може и да се потикнат луѓето, види. Така е. Не мора да значи дека ако некој не е почнал некогаш нешто, дека нема нешто предприемачко во себе. Апсолутно. Да, можеби самата околина, средина, контакти, луѓе дестимулативно влијат врз него и самиот потик е потиснат на луѓето. Јас си многу мислам дека има многу луѓе кои имаат потенцијал во себе, но токму ова што го кажа, дека самата средина негативно влијае некако врз луѓето да се отворат, да започнат да размислуваат на некоја тема. Што треба да се потикне кај луѓе, поводно кај млади. Да. Ние особено сме горди на тој факт дека работиме на поддршка на тие млади предприемачи, затоа што пак кај нас во формалното образование предприемништвото не се Така е еден предмет, тоа предмет има фокус. Го има, го време од искуства и светски и наши, правиот предприемач е нешто што како лидерство што е. Лидер е лидер, предприемач. Не дека не се учи. Се учи, се учи. Се учи, меѓутоа она карактеристика која што е спомна ти на почетокот, храброст. Значи, генерално младите луѓе имаат поголема храброст да почнат со нешто. Тоа е. И втората компонента која што ја сакам како вовед вториот дел од дебатата е да споменам дека necessity се вика на англиски, на македонски работа од нужда.
Значи, најголемиот дел од компаниите и луѓето кои што одлучуваат да почнат со одреден бизнис, почнуваат од нужда, од притиснати од сиромаштија, притиснати од неможноста да се обезбедат поквалитетен живот. Дали мислиш дека во Североисток размислуваат така младите луѓе или едноставно се западнати во она перцепција на генерална летаргија, дека ништо овде не би баја, дека мислиш дека има потенцијал да... Види, секојаш има потенцијал. А сега летаргија дали ги има фатено луѓето, секој, нели, сето тоа индивидуално. Повторно ќе кажам, сето тоа многу зависи од околината, окружувањето со кого се луѓето, нели? Ако постојат позитивни луѓе околу вас со добри идеи, некогаш ќе го потикнат и тој што го има внатре, вродено, да не кажам на некој начин, тој предприемачки дух. Мислам дека пост-ковидов сега, ако можеме да го кажеме многу пост-ковид, го кажете и вие, дека дознавме дека всушност пазарот не е само Македонија. Дека не е само ова тука, не е само Паланка, дека ти од тука можеш да работиш за било каде во светот. Искрено, јас сум во тие помлади, ама може да ставам и во средни години скоро. Ели, овие помлади генерации од мене од тебе уште повеќе го знаат тоа. Мислам, овие до 30-тиве години што се пошто многу повеќе се вклучени во тој сектор за разлика од ние што сме повеќе во реалниот сектор, како јас лично во производство. Втора позитивна работа во сето тоа е што искрено и не се потребни некои големи инвестиции за отпочнување на некој бизнес. Значи, пријатели, окружување, познанства што имам, значи во последните години луѓе доста почнуваат да сега во моментов диспечираат, да кажем, еве тоа е во Куманово некоја познат сектор во развој за Америка, во Европа, за камиони што работат, аутсорсинг, така, што искрено го немаше пред 10 години. Да кажеме, верувам дека инвестициите не се толку големи како да би требало да се отвори некоја фабрика, нели? Со ресурси, со финанси, секој дека не е за без пари, треба да постои некое знаење. Сето тоа не е толку комплицирано за да биде некоја бариера за да не се отпочне сето тоа. Младиве, нели, сега има многу млади што викаш во Куманово што работат за странски компании, софтвери, инженеринг. Не мора да значи дека мора да имат завршено конкретно образование во информатика, за да може да се занимаваат со тоа. Постојат курсеви кои искрени не се многу скапи. Сега е како некоја моја идеја во врска со помош и со потикнување на младиве, може би требало да постои некој начин информација на младиве луѓе. Ако постои недостаток на таква, мислам дека постои недостаток на таква, да кажеме, полуквалификувани луѓе кои ќе може да работат во сфера на IT. Нели? Мала потик со донации, да кажеме, за курсеви, обуки, дообуки, владата нели ги прави тие. Но мислам дека луѓе во младиве не се ни заинтересирани, секогаш кога иде нешто од таа страна, мислам дека имаат бариера за да го прифатат дека тоа е реалност. Мислам дека тука со многу малце може голем ефект да се постигне со помош на едукација на луѓе, во насочување и такви работи. Више кога испомнавме тие индустрии од покрај ICT индустријата, што мислиш дека се други индустрии кои што се рафтачки? Сега зборам за така, види, ова ние што го работам, јас што си го работам, тоа си едно сигурно не ги интересира луѓе околу да слушаат со тоа ние што работиме, размислување. Па види, очигледно е дека е дефицитарен кадар е сега информатичка технологија, нели? Се повеќе младиве се запишуваат на тие факултети. За разлика јас кога се запишувам на факултет, луѓето претежно на општествени науки, многу малце на природни факултети, меѓутоа еве се менува сето тоа. Нормално, за сето треба време. Не може ништо да се смени за 2-3 години. Меѓутоа со курсеви, со дообуки, мислам дека може да се потикнат младиве да се насочуваат во тој смер. Што искрено и најдоходовно во светски рамки. На долг план сигурно дека нај... Така, да. Добро. Јас пак ќе... Не знам дали тебе да прашам, или ако сакам, дали смеам некој да прашам публика,
кои биле предизвиците за почеток со вие сите, пошто ве гледам тука, сите имате одредено почнато со свој бизнис. Може ли да кажете кои се моментално предизвиците, ако некој се би сакал да сподели, или да се продолжиме ние да се дебатираме? Добро, ајде. Јас ќе почнем ако ми дозволите, наравно. Значи, ние се занимаваме со отпад, значи отпад и препродажба, преработка на отпад, со тоа што е една од главните недостатоци тука е самата суровина, која што е неопходна да може да се обработи, да се носи во железара, да се носи во Грци, да се носи во Бугарија. Ја има или ја нема? Ја нема. Значи тука во североисточниот регион е многу слабо развиена самата индустрија. Тоа може да биде показател исто така од слаба развиеност на мрежата од страна на дистрибуција, односно за дистрибуција на електрична енергија тука. Така да има тука многу аспекти, ама претежно се ресурсите проблем и индустриите тука кои ги нема. Значи ги нема, тоа е факт. А што е со велите ги нема доволно ресурси за да има стабилно производство или Да, значи нема доволно ресурси како луѓе, значи како луѓе и како идеја, значи како продукт. Имаше тука, јас колку што знам, имаше тука многу фирми кои работеа убаво, затворени се, кои научи. А вие таму влечевте највише суровина? Така. И тоа константно се случува, И како го покривате тој дел кога нема Од суровина? друга страна, по други гради. Од Македонија. Да, од Македонија. Таму има? Таму генерално да. Меѓутоа веројатно транспортот веќе има повеќе. Ама се прави некоја нивелација во цени и онда може да се направи некоја претметка убава, позитивна. Чак и позитивна нула може да се работи. Така да тоа е. Милош беше, Да. Не знам дали успеа да слушнат публиката, се работи за Макс суровина. Да, Макс суровина, да. Отпад, фирма да се работи со отпад, така да сакаме да јас сум во оваа дејност некои 6 години. Не нешто многу. И сакав да пробам некои други работи, да почнам со тоа да го обработувам тука, ама што беше проблемот? Бирократија. Значи, министерства, институции државни, имав многу блокади од една страна, кои причини не знам, не е битно, така да малце сум тука спречен да можем да напредувам. Еве, вие, Филип, како Национални кажете, институции предпоставувам. Да. Национални институции никогаш не сум имал прилика да соработувам со некои овој тип институции, значи никогаш стварно. Така да сум бил заробен. Мислите дека е тоа системски проблем или мислите дека е проблем на дали мислите дека постојат институции и не ви помагаат или не постојат зашто некој што може да ви помогне за да направите бизнис? Сега ако збориме за државните институции, ако на тоа мислите, мислам дека се зависи. Не можам да тврдам дали се едните овакви, се зависи. А аспект на поддршка за реализирање на бизнес идеја. Се во екосистемот постојат и национални институции, постојат и локални, постојат и невладини, постојат и финансиски приватни и финансиски државни институции. Сега целиот тој систем кој ќе го земеме. Дали мислите дека имате доволно информации за сите чинители на екосистемот? Комплексни се. И барем во мојата дејност, за другата не знам. Значи, за господинот како е со ветеринар, не знам со тие тестови што правите анализи за вина, за може да го пласирате, не знам. Ама за мојата дејност многу се комплексни. Многу се комплексни и немаат многу доволно, како да кажам, немаат доволно информации кои би се неопходни да дојдете до целта. А дали мислите дека младите луѓе што се останат во регионот и што би сакале тука можеле да се пронедат во таква една идеја? Тешко. Дали сте ги побарале, дали сте Искрено не. Затоа што јас се лично јас се. Така да уште сум, ама тука сум. Ако треба пак да почнете да работите, да почнеме пак тука или сме не во? Зошто да не? Нема проблем. Само ви кажам, треба
како што господинот предпостави рече, треба многу желба, труд и нерви да има човек, ама може да се направи. А мислите дека тоа е различно од било каде во светот? Во аспект на желба, труд, на Не сум бил, така да не можам да ви кажам. да, Не како сум имал- перцепција нека ваша. Моја лична перцепција, мислам дека Мислите дека е полесно да се води бизнис во на друго место, тоа не е прашање. имам неколку пријатели, што се во Италија, што се во Шведска, и само знам дека ми кажат само едно. Не ти треба еден куп карти да започнеш бизнес. Не ти треба врски, не ти треба ништо. Ако имаш добра идеја, може да се реализира. Това е тоа. Бидејќи Европска унија. Тоа е. Новица, можете да те прашам, дали мислиш дека ако имаш добра идеја, дека стварно можеш да ја реализираш во Македонија? Дали е доволно да имаш добра идеја? Се зависи во која бранша се. Ние во текстилството правиме малку со вас, зависимо од други. Ние сме прва рака, не сме директни, поврзани со гостопина, не бидеме втора како трета рака, така да имаме некоја добра идеја или да направиме некој наш бренд, е многу тешко се да се успее. Нели како што има тука нашата паланка, дека има една конфекција мала што си има бренд што работи. Ами за тоа треба доста време и доста вклучување. Ние се одлучивме со наша фирма не работиме во систем. Што тука имаме некоја идеја да направиме некој производ, много тешко. А добивате поддршка од институции од страна? Не, зборите се години, оставени сме да зависиме од втора или трета помош, немаме никаква. Сега поготово за периодот дали повеќето остана доста од нашата бранша со затварање на погоните и ги најдовме решение со шиење на маски. Ама тоа помни се, значи или семејната. Така да сега сме во, како да кажем, многу тешко. Поготово со најновите информации дека ќе настане изголемување на минималното. Ние порано пред 10-15 години бевме членови на 100% комори. Многу е жално што работиме за последните 10 години работиме скоро за исти цени како што работиме пред 10 години. А свесни сме дека минималната плата од пред 10 години беше исто 10-12 илјади, па стана 12, па 14 и така натаму, че се покачува како и се нормални други производи што ги слушаме на телевизија. А ние се уште работиме за многу минимални покачувања, речеме за некои со 20-50 цени, што е незначително во нашата бранша. Скоро на тоа и се помале работа сила е се помале. Што младите уопшто не ги пишуваат за да бъдат работат во текстилната индустрија, по причина што нормално да се ниски плати. А како предприемач, сега кога почнувавте? Тоа како става? Тоа го почна бизнисот, или како што и господинот рече, тоа помука преземавме. 20 години, ние веќе 98 години, веќе премија, многу подобри цени работени за Америка, за Англија и може би не знам, подобри цените за работа и сега да речеме благодарение, да не се изразиме така, благодарение на тогашните плати, значи може да има по-голем профит. Сега профитот е, како што рече господинот, добро е да бидеме на постигнато. Веќе сме на некоја се црвена линија, така да има доста, за жал има доста конфекција во Македонија што може да се направи нешто, да се направи некој македонски бренд, да се шие, да се пласира, како што господин рече, Ја би сакал тука да... Ама немаме подршка од никого. Едноставно сме поставени на, да речеме, на мидусине. Сега кој ќе обстане во целата оваа ситуација,
се повеќе се затвараат помалите конфекции, ќе останат првата рака, што да биде тие што работи со германци веќе. Така да тука што би ние може да направиме со некој идеја, не гледам некој рече. Тоа е дел од предприемништвото, нели? Има и Да. проблеми кои што треба да се решаваат, тоа сепак За е да се успее сега во ова време, за да направиш нешто што ќе биде ново и ќе биде интересно, не знам. За мене е многу тешко, не знам. Ја мислам да за овако искуство, нели сите сега да си кажем искуство, не сме ние тие што треба да учиме други како треба, така. кој што треба да направи. Јас мој лично искуство ќе споделам. Че 2005 започнавме со некое производство на квалитетни вина, лично за нас претпоставам дека сите сме тој реален сектор, тука па мислам повеќе ќе ни вреди ова да го дискутираме, нели? Идеја замисла квалитетни вина, имаме добра ефтина суровина, исто како ефтина работна сила и викаш, нели едно кило грозде купуваше 6-8 денари, а шише боби, неве да кажеме 500.000 денари, нели? Викаме зошто да не се направи ова со добра технологија, со знаење, нели, може да се направи. Го направивме, нели? Потврда за квалитетот ни беа некои награди по саеми, значи тоа го имаш како, нели, не е тоа ние да викаме дека е добро, него навистина вината беа супер. И дојдовме до проблем продажба. Македонскиот пазар тежок, конкуренцијата е толку тешка што ние како мали компании многу тешко да изградиме наш бренд, нели? Сега да слушне некој за кумановска винарија, да биде дистрибуирано виното, поставено по ресторани. Сето тоа беа потребни многу инвестиции, кои ние искрено како мали фирми ги немаме. Помош у тој период уште помалку и од банки, и од вакви институции, искрено пред 20 години немаше. И нели мораше да се реши проблемот, пазариве Србија, Хрватска, посети таму, луѓе контакти и наидовме на втор проблем. Иако ние перципиравме дека сите на Балканов знаат за Македонија како синоним за квалитетни вина, се испостави сосема различно. Сите уствари ја препознаа Македонија како ресурс од каде може да се купи ефтино вино. Што уствари тоа нас лично најмногу не поводи, нели? Сега друго е кога го гледавме на рафтови вино од 5 евра, а друго кога износна цена на едно шише вино чини, верувате ли не, околу 1 евро. Па и вие знаете за вашиот дел, нели? Колку е на мајца, па на продавница, сето тоа е друго. Нужноста што спомнавме претходно, инвестиција направена мора да функционираш, не можеш да затвориш и да го запалиш објектот, нели, мора да најдеш начин како тоа да функционира. Според нужноста се испостави дека мора таков тип на вини да произведуваме, пошто тоа е она движечката гранка у винарството на тие наливни ефтини вина, што многу и поедноставно и полесно се продава, а всушност работиме ние на некој начин како лом производство. Работиме најчесто за туѓи етикети, Lidl, Kaufland, да кажеме, големи ланци Србија и Хрватска. Сето тоа е добро одреден период, додека имаш само ефтини ресурси. Додека грозјето беше 6 дена. Сега, ова е увредливо за некој лозар, искрен у тоа време што може би, ама таа е цената на пазарот, нели? Толку се продавало, така ние како фирма, така правиме и математики, така функционира. И тоа до одреден период е. Меѓутоа, со тек на времето и платите и грозјето и сите трошоци се зголеми, а извозните цени постанаа исти, дури и конкуренцијата кај нас самите винари, сите се насочи у тој сегмент на ефтини вина да произведуваат, што Македонија е многу голем производител на вино, да кажеме 10 пати е поголемо производството од потрошувачката што е на македонскиот пазар. Сето тоа треба да се излезе, а не може сето да се излезе како квалитетно вино. Начесто како издувен вентил се тие ефтини вина. Ние тоа го работиме скоро 10 години. Не 10, ама 7-8 години се бавевме. Значи еден мал Филип беше има затворен дел на винарија што е за квалитетни вина и импровизиран друг дел на винарија, тоа се по други услови за поевтини вина за да обстојува фирма. Ама после 10 години ставаш прст на глава и викаш до кога вака. Нели? Сите ние денеска стануваме и идеме да заработиме. Може ковидов не пати една година ќе преживееме, нели? Ама сегаш гледаме 5-10 години или еве да се вратиме што направивме у последниве 10 години. Ако ништо не направивме, па не работиме, нели? Ќе правиме нешто друго.
И тоа светна кај мене у тој момент ми дојде искрено на народски кажано преку глава, работиш, завршува година математиките тука негде и ти повторно немаш некој пари за да инвестираш у таа фирма. И тогаш решив ова што го направив, значи направив радикална рестрикција. Нас од производство од 1.000.000 литри се сведов сега на повторно на 20.000 литри. А зошто така? Зашто после 10 години решив, окей, повторно ќе правиме само квалитетни вина, ама го знам оно од претходно. Повторно каде ќе ги продадем, нели? И сега, како иде кај нас у Македонија? Идеш, нудиш ресторани, ланци, супермаркети, секогаш си на некој начин малце поценет, пошто си нов, анонимен, таму ти бара дали финансиски средства, спонзорства, големи финанси за маркетинг кој ние лично ги немаме, ја така решив. Ќе направам вино квалитетно, а сето тоа ќе пробам клиентите да си ги доведам кај мене. Ќе направам ресторан, ќе направам некој хотел, место јас да идам на друго место тоа да го продам по 2 евра, ќе пробам да го продам по 5 кај мене. И финансиски средства, ликвидност поголема бидејќи нели сите ние работиме, рокови на наплата се многу долги, секогаш сме у проблем со ликвидност. Сето тоа на некој начин се го решив со ова искрено многу храбра инвестиција, што винаријава е, да кажеме, на 4 километри од град, јас се наоѓам у Доброшане, тоа не е центар, направив хотел, што по логика би требало да е во центар на градот, не надвор од градот. Искрено не бев ни препознаен у моја блиска околина, семејство, како нешто дека тоа ќе биде успешно. На моје лично задоволство и наше искрено се испостави дека како добар погодок сето ова што го направивме, доста ризично беше во секој случај инвестиција да се изгради, меѓутоа еве се испостави тоа што го збориме како регион, дека сме погранични места, дека треба да размислуваме, ја искрено мислам тоа дека има многу фреквенција на луѓе, поготово преку летен период кои ние како жители овде не ги приметуваме дека кои се потенцијал за нешто ние да заработиме од нив. Зашто секој транзит и секој човек што минува или турист, тој иде да троши пари. Не како ние кога ќе идеме во супермаркет, кога гледаме да заштедиме на било што. Кога се оди, мислам дека луѓето тогаш трошат и треба да размислуваме во тој правец. Малце да фатиме од тој колач од таму. А постои доста и неразвиен овој дел, така да постои простор на пазарот за таква дејност. Сега советодавно изнесе ова, видете, споделувам искуство само. И токму затоа ми е многу драго што успеа да дојдеш, затоа што е инспиративно, затоа што ти преку модел на претприемништво прикажуваш како дека, значи ги опфаќаш сите елементи за кои што секој претприемач, особено младите, треба да размислуваат, односно дека треба да се адаптираш, дека треба да промениш, така да, види, мора да се прилагодуваме, дека нема секогаш да бидеш прилагодуваме, види, пошто сите луѓе овде имаат инвестирано пари. Нема сигурно клуч да ставиме на фирмите да кажеме од утре не работиме, а сите, еве јас, не дека сме во некоја перфектна ситуација со ковидот сега, нели финансиски, меѓутоа обстануваме и гледаме нешто подобро дека ќе биде утре. Значи, види, мора да размислуваме сите, значи секој мора да имаме цел у животот, за било што, нели? Цел и да знаеме сите дека само со квалитет може да обстанеме на пазар и да освоиме нов пазар. Управо тоа беше и разлогот зашто се повлека од тоа на производство масовно, каде ти не можеш да бидеш препознаен, ти си еден од сите, или како квалитет, а сето тоа е тука е проблем што треба истреност и упорност за да се истра, а бенефитот не си дојде сам по себе. Тоа е одлична поента, можеби. Така е, многу е лесно да се каже, искрено многу тешко сето тоа да се стави, да се оствари, ама нема друг начин. Бар јас така, зашто имаме пробувано и вака и полесен нели начин и потежок, потешкиот мислам дека на долг рок е ќе биде поефикасен. Да, меѓутоа твојот пример покажува баш тоа, точно што ние сакаме да го пратиме како порака до сите дека и во лошите и во кризните моменти постои начин да се издигне и тоа за тоа се потребни некои вештини кои што истражување и размислување доста. Значи храброст да се адаптираш на промената. Дефинитивно мора да се. И најголемата придобивка од тоа што е дека ти преку твојот пример успеаш да додадеш вредност на овој производ, затоа што ти. А за тоа се бориме сите, не?
со помалку ресурси, помалку реално помалку работни часови, помалку ќе оставиш поголема добивка. И тоа сето тоа можеш да го направиш затоа што си имал одредена визија и храброст да стигнеш до таму. Значи си решил да, јас веќе нема да работам вака, работам на некој друг начин. И тоа е уствари генерално за македонските производители. Не можам да ги генерализирам во сите индустрии, не може да се аплицира на одредени лом производители во текстил, во кожата. И тоа генерално македонскиот производ, особено во секторите каде што има традиција, пред се производство на храна, може да додава вредност. И тоа како може, затоа што тој пазар расте со одредена 5-10% годишно. Од проста причина што бројот на луѓе се зголемува, храна ќе треба. Народно кажани, не сме венчани за тоа што го работиме денес. Така треба да размислуваме, бар според мене сите. Да, нити па тој што завршил факултет треба да е венчан. Јас сум економист по струка, економијата е многу мал дел од сето ова што сите го работиме, повеќе винарство, тоа е друг дел, нели? Да. Али во секој случај добра поента, јас имав некој прашање спремно на лаата, никак веќе го отворив. Па добро, така дојде мојавето, нели? Да, и полека доаѓаме при крај на планираното време. Пред да завршиме, јас би сакал само уште еднаш да прашам дали има можеби уште некој да даде свој коментар, сугестија или прашање на нас. Ако нема, тогаш јас би сакал прво лично да ви се заблагодарам на сите што дојдовте. Особено се заблагодарам на Благородна и на сите што помогна да се реализира настанот, на мојата колешка Елена и на Стартап Македонија и пред се на Андреј. Беше задоволство на мене. Да, се надевам дека успеавме да уловиме одредена поента и за размена на искуства, мислам дека секој некогаш нешто ќе извлече некоја поука од нели. Секој споделено искуство е добро за сите нас. Фала ти што еднаш многу и фала ви на сите што бевте со нас. Може од тука од онлайн едно прашање да поставам? Може, да. Да, не знам дали ме слушате добро. Да го следев доста интересно за младите предприемачи, поготово да слушнеме некој што е во дел на земјоделието, пошто мислам дека тоа голем дел од нас го запоставуваме, а поготово сега со новите фондови и со новите повици за агритех. Може да ми кажеш малку повеќе, Андреј, околу тоа како каде планирате да го движите Кукино и Winery заедно со апартманите, каде планирате да го движите во наредниот период и дали планирате можеби вие да имате некоја развиена технологија за квалитетот на виното да се подобри општо, што би можеле можеби некои други винари да го користат. Ти благодарам. Да, прашањето е горе. Каде да се движиме? Јас и го кажав тоа, значи квалитетот и самото производство иде заедно со технологија, инвестиции во технологија. Кај нас лично во винарството сето тоа има два дела на производство, значи класичен модел е одлежување, старење, зрење на вина во иноксни садови или традиционалниот кој многу поскап, но е подобар за производство на вина, тоа е во дрвени буриња или пари. Тоа се големи инвестиции, едно мало буре од 200 литри чини многу пари, се користи само неколку пати, како информацијата не се користи доживотно, а се користи 2-3 пати, сето тоа му дава многу подобар квалитет на самото вино, затоа се потребни предуслови во и просторија со влажност, сега да не објаснам технолошки како е сето тоа, но тоа е процесот каде и гледам дека другиве мали семејни винари што се во Типешкиот регион, каде што се насочува. Значи, исклучиво само на квалитетни вина, одржани во дабови буриња, многу помало производство, многу подобар производство, поквалитетно производство во лозјата, што сето тоа е најбитно од самото лозје потекнува целото производство. Значи, целото производство да се насочи во квалитет, не го забораваме више квантитетот како начин на производство и додадената вредност дефинитивно е поголема. И треба да функционираме не мегаломански како сите на Балканов, искрено што сме научили, сето тоа да биде само преку големи бројки, некој ше подобро да функционираме како семејни, мали компании, каде искрено и овие вакви моменти како ковидов, како
многу полесно може да се преживеат и да се надминат во ситуација за компании кои се многу погломазни со голем број на вработени. Ела, мислам дека иднината ќе биде сепак на помалите компании и на семејните, каде што искрено тие ќе може да постигнат, да ја стигнат целта за која разговараме се. Hvala ti mnogo. Prvi prašanje, Благица, додадете што одговорот или имаш што некој? Да, мислам повеќе во насока на агритех, на технологиите, што се нели за воиднина, што би можеле ако некој на пример како Андреј да најдат некоја или да работат на технологијата, за да можат и овие мали бизниси да ја превземат и тие да ја работат. Бидејќи мислам дека многу често го запоставуваме овој дел. Јас самата доаѓам од ваква фамилија и многу добро знам како е од другата страна. Затоа многу ме интересира, поготово оваа тема, Андреј, што ја збори, затоа што мислам дека особено внимание треба да посветиме во наредниот период на агритехнологијата, за да се позиционираме поготово на Балканот како земја која што има природни богатства, меѓутоа ги искористува и се надградува со технологија и е провенец тука поготово на Балканот со овие изуми. Така да мислам дека на тоа алудирав, меѓутоа фала ти многу за прашањето од Андреј за одговорот. Така да супер сесија. Пиши муаветот, значи тоа системски треба да се реши, не е тоа нешто што можеме ние да го решиме. Системски имаме голем потенцијал за производство на храна што искрено доста и занемарено од луѓето тука. Производство, јас лично за грозите зборам, се уште се користат многу традиционални стари начини на производство со користење на многу хемиски средства, иако ние си викаме дека сме здрава животна средина, на жалост не е тоа така како што било пред многу години. По мене треба да се повеќе да се движи во производство на биопроизводство, да се развива кај нас регулативата, мислам дека горе-доле на национално ниво е поставена. Постојат препреки за регистрации, меѓутоа мислам дека не се до толку многу више комплицирани како што сето тоа беше пред десетина години за регистрација на за биопроизводство. Треба да се насочуваме таму. Лично кај нас у винарството веќе постои гранка на биовина, што да кажеме на запад е хит моментално, кај нас во Македонија се уште многу слабо развиено сето тоа. Дали ради регулатива, дали ради непрепознавање што се случува на светските пазари. Меѓутоа мора да се движиме натаму и во инвестиции, во механизација на кога се зборува за преработка на лозја, на земја, на храна, да. Секој случај мора да постојат инвестиции, не може традиционална обработка на земјата, мора да биде механизирана. Ама беше доста легитимно прашањето и одговорот од аспект на тоа дека има земји кои што немаат толку природни ресурси, а имаат технологија која успеваат да развијат производство. Израел е пример за тоа, Норвешка има многу земји кои што го прават тоа, а ние имаме ресурси, мора да размислуваме за додадена вредност во секој случај. Што на жалост се уште многу малце додаваме над нашите производи. Точно, тоа е Extra Mile Plus. Супер, ти благодарам, Андреј, многу за одговорот и ви благодарам Europe House за оваа прекрасна сесија. Од наша страна исто ние ве поздравуваме, доколку вие сакате уште нешто да ја затворите сесијата, исто и благодарам на ГИС, на регионалната канцеларија, така да еве ве оставам да ја затворите, да го затворите овој настан. Благодарам, Благица, се взаемно да си се заблагодариме едни на други. И тоа пред се благодарам на сите вие присутни тука што дојдовте и на Андреј уште еднаш. Се надевам дека нема да заврши нашата дружба овде и дебатата ќе продолжи во наредните месеци и денови. И благодарам на сите што ме слушавте. Се гледаме во некоја следна прилика. Поздрав за сите.